Здраво дечки и добродојавте во уште едно видео од овој нов серијал за HTML. И денеска малку ќе позборуваме за некои од основните HTML тагови. Пред да започнеме, значи да го изчистиме нашиот код, ќе избришиме оваа сликата, од проектот веќе имам тргнато, ова ми е некоја грешка тука. И ова, ајде да го преместиме малку погоре, нека биде тука. И со овој код ќе започнеме во денешното видео. Инаку, еве агендата за денешното трето видео. Значи, најпрво ќе позборуваме за heading HTML тагот, кој што веќе го видовме овдека. Значи, ова H1. Потоа ќе го видиме уште еднаш P тагот, кој што не е за параграф. И овој го видовме веќе, значи еве го овдека. Наредно ќе ги видиме овие двата тага за форматирање на дел од текстот, B за bold и I за italic. Наредно ќе позборуваме за ordered и unordered list и на крај ќе видиме нешто за div и за span таговите. Се извинувам. Ајде да започнеме. Рековме најпрво ќе ги видиме heading таговите. Ајде да ги видиме сите 6 во пракса. Heading 1. Значи ова веќе го видовме. Тука може да видите малку повеќе за heading тагот, ќе ви ставам линк од истото. Еве го heading 1. Да се вратиме во кодот. Ајде да оставиме heading 2 или ајде на брзинка ќе искуцаме сите 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Докато се вратиме, како што гледаме, еве ги сите 6 heading 1 и сите на 0 до 6-ката се со помал фонт. Докато пробаме H7, ќе ни биде со нормален текст, нема ништо посебно да се случи. H6, требаше дека само седмица да ставам, да пробаме и со 8-мица, или ајде со 8-мица. Еве како што гледате, исто како да немаме так, значи овие хединзите ни се во засебен блок како што гледате, се што е после него е во нов ред, истото е во нов ред, меѓутоа овдека бидејќи овие тагови не постојат, исто како да ги нема, како нормален текст се однесува. Ајде да ги избришеме. Heading. P, како што рековме, P тагот ни за параграф и тој се однесува исто како headingот, значи текстот што е внатре, содржината, значи ќе ни биде во засебен блок. И ево го тоа, значи може да видиме параграфот. Тоа би било за параграф и за heading. Мислам дека не треба ништо повеќе да се спомне за нив. Доколку ви интересира нешто повеќе, може да одите овдека на Waterschool или некаде на Google, да прогуглате и ќе може да прочитате нешто повеќе за истото. Рековме сега ќе ги видиме B за bold и I за italic. Ајде овој дел од текстот, ајде целата прва реченица ќе ставиме во bold и овдека ќе го затвориме овој так. Момент. Добро, тоа ќе биде тоа. Се вратиме назад. И што гледате, првата реченица ни е болдирана. Значи, што гледате, овој bold tag ни е inline tag, се што иде после него и самото тоа, значи, ќе ни биде во продолжеток, значи нема да ни биде во нов ред. Ајде ова да оставиме во I. За italic до наредната точка, што би било до тука. Се вратиме назад и како што гледате, втората реченица ни е italic, значи bold и italic и исто тоа, значи повторно ни е во продолжение, односно inline.
Наредно мислам дека ми беа ordered и unordered list, значи листите. Ајде тие да ги ставиме овдека долу. Значи OL ни е ordered list. Ordered list не добро правата. Значи со овој так означуваме дека нешто ќе ни биде во листа. И многу е битно, значи сите елементи што сакаме да ни бидат во листа, да ни бидат во L и так. Елемент 1, елемент 2 да речеме и елемент 3. Елемент 3. Окей, сейв, да видиме како тоа ни изгледа и еве што велам ordered list. Значи ordered значи дека ќе ни бидат со бројчиња последователно 1, 2, 3 и така натаму. Друг вид на листа ни е unordered list. Тоа е со L, значи картинката unordered list, ordered list. И истото и тука. Тука ќе ги крстим option 1, 2 и 3. Option 2 и option 3. Окей. И еве како тоа ни изгледа. Значи, option 1, option 2, option 3. Ајде да ни ставиме само по еден heading. Ordered list. И на второто нека има list. Окей. И еве, unordered list и ordered list. Исто така што може да направиме е може да ги комбинираме како сакаме да правиме nested листи, односно гнездни листи, така да пример на наредниот елемент што иде овдека може да му ставиме, ајде да ископираме целата ова ordered list од погоре и да видиме како тоа ќе ни изгледа. Значи еве го тоа. Значи на четвртиот елемент имаме нови 3 елементи, што не се ordered во овој случај 1, 2 и 3. Се извинувам за кашлањето, да видиме 7 минути, оке сме со време. Значи, како што реков, може да ги комбинираме овие работи како сакаме. Значи, да правиме nested листи, односно гнездени листи и така натаму. Да видиме малку за div и за span. Значи, овој div тагот, предвоведувањето на семантичките тагови за кои што ќе зборуваме во некое наредно видео, значи беше, можем да кажем дека еден од најкористените тагови во HTML. Што ни представува div? Значи со div-от значи може да врапнеме, односно да замотаме некој дел, да завиткаме некој дел од нашиот код. Така да речеме овдека ќе го ставиме ова во посебен div и ова ќе ни биде посебна секција од нашиот код. Овој div, значи ова ни е блок, значи div-от ни е блок елемент и целата содржина што ни е внатре, значи ќе се наоѓа во еден блок, значи во нов ред како што беа P и H таговите. Така да доколку попробаме ова div и во div-от да ставиме lorem, ќе ни биде нешто слично како да имаме P tag. Еве го lorem и доколку го скопираме ова уште еднаш, ќе видиме дека тоа ни се однесува исто како што рековме како P tagот, значи во посебен ред. Значи ова целото ни представува еден блок. Меѓутоа доколку сакаме некој дел од текстот да го замотаме да го врапнеме во некој таг и исто да ни биде inline во продолжение, значи да не ни се скрши во нов ред, тоа може да го ставиме да речеме во span tag. Span и да речеме ова реченица до извишникот ќе ни биде во span tag.
Докато се вратиме назад, ќе видиме дека ништо визуално не е сменето, меѓутоа ова е доста корисно. Бидејќи може да групираме повеќе елементи кои што ќе ни бидат инлайн, а нема да ни бидат во блок поделени. Така да, дечки, мислам дека за ово трето видео, овие неколку тагови се доволни. Ќе гледам да не одам многу брзо, да избрзувам, за полесно да може да ги сварите овие работи. Бидејќи ако ви се натрупат многу работи, мислам дека ќе е потешко да ги сватите, иако и ова мислам дека премногу брзо го минеме. Така да седете, тестирате, пробувајте и мислам дека се многу побро ќе ви се разјасни, бидејќи целта на овој серијал, односно замислата, најпрво ми беше да биде само за CSS, но си реков ајде да ги искомбинираме со HTML за да има повеќе корисна содржина. Иако како што гледате, малку HTML-от би рекол дека е досаден и барем овие прави неколку видеа, ќе ги поминем малку понабрзина, а кога ќе додат некои поинтересни работи, ќе зборуваме со малку повеќе љубов за истите. Така да, дечки, поздрав до некој наредно видео.